Македонија направи многу отстапки, па дури името го смени, сепак остана пред вратите на Европската унија. Државата во однос на реформските процеси има направено најголем напредок во однос на земјите од регионот, вели претседателот на Собранието Африм Гаши. А уште сме далеко од почетокот на преговорите за полноправно членство. Гаши не го крие разочарувањето и потенцира дека земјата секогаш треба да има алтернатива. Убеден сум дека од овие земји кои останале не интегрирани во Европската унија, земјата, државата која има направено најголем компромис, сме ние. За жал, главните европски земји и Брисел како синоним за Европа не успеа да го валоризираат, да го прикажат ова како голема вредност. Потпредседателот на Собранието Антонио Милошовски потсети на изјавата на поранешната германска канцеларка Ангела Меркел, која при посетата на Македонија посочи дека по промената на уставното име ќе се отвори европската перспектива за државата, но дека веднаш потоа следуваше француското вето. Милошовски нагласи дека Европската комисија не носи конечни одлуки за проширувањето и дека секој чекор што ќе го преземе државата треба да биде поврзан со јасна и остварлива цел. Кога доаѓа изјава од Европската комисија, треба да знаеме дека Европската комисија не е таа што ја носи одлуката за нови земји членки и за моделот на проширувањето. И затоа сметам дека која и следна отстапка да биде направена, треба да биде проценето дали истата ќе ни отвори извесен пат за стигнување до целта. Филип пак упорен, уставните измени мора да се направат и час поскоро да се внесат бугарите во уставот. Според неговаа влада нема интерес за членство во Европската унија. Не може да не го споменеме унгарското и српско влијание на нашата власт. Не може да не ги споменеме бизнис врските кои што водат до највисокиот периметар на власта. Затоа што тоа е многу опасна работа која што сега се случува. И можеби дел од причините за тоа што не го продолжуваме европскиот пат. За германската амбасадорка Петра Гетлер, полноправното членство на Македонија не е нешто за кое што треба да се разговара, туку тоа мора да се случи. Таа е убедена дека и Македонија ќе биде дел од Унијата, но мора прво да се исполнат преземените обврски. Стефан Худолин, шеф на соработката на европската делегација, пофали посветеноста на Македонија во рамки на реформите од европската агенда. Мнозинството од овие реформи бараат прилагодување кон европското аки, водоста техникалите, кои што би можеме да дискутираме за конкретни реформи, па дури и доколку самите преговори не бидат отворени. Но сепак може да се напредува во ова насока, ако ќе се започне со преговорите да се забрзат овие техникали. Говорниците на панел дискусијата во рамки на конференцијата 7 децении подоцна од визијата на Шуман до новите геополитички предизвици на Европа се согласија дека Македонија мора да го искористи моментот на геополитички тензии за полноправно членство во Европската унија.